Ви благодарам, подпредседателке. Јас најпрвин, да не бидам сватена погрешно, сакам да го поздравам прифаќањето на овој амандман, иако видоизменет, бидејќи многу е важно да се одбележуваат јубилеите, кои што се дел од нашата историја и нашето колективно паметење. Меѓутоа, морам исто така да забележам дека овој преседан кој што го направивте за прифаќање на амандман се коси со програмата која што е дадена од страна на Министерството за култура, особено програмата за оваа година, бидејќи минатата година ние исто така баравме средства за одбележување на многу поважни јубилеи, како што е, например, јубилеот од оваа година 120 години Илинден. Меѓутоа не беа одобрени тие амандмани и мене целата оваа работа ми личи малку на лицемерие од страна на власта, како да се грижите само за еден дел од историјата на Република Македонија. Минатата година јас имав поставено пратеничко прашање, замислете, Министерство за култура го немаше финансирано Илинденскиот марш. И кога го поставив пратеничкото прашање, Министерката за култура ми кажа дека се финансирале некои работи во Крушево, кои што се поврзани со самиот град Крушево, меѓутоа ништо поврзано со Илинденскиот марш. Ниту една институција од областа на културата за 2023 година немаше добиено средства за одбележување на многу значајни јубилеи. Многу значајни јубилеи имаше оваа година, кои што се однесуваа на Илинденското востание. Многу значајни јубилеи и за државноста на Република Македонија, меѓутоа и за оние борци за слобода и независност и автономија на Македонија, кои што го дадоа својот живот во Илинденското востание. Ништо почитувана македонска јавност не беше финансирано од страна на Министерството за култура. Секоја институција колку што можеше сама ги одбележа тие јубилеи. И вие сега за поздравување, како што реков, прифаќањето на амандманот. Меѓутоа, зошто, се прашувам, не беше прифатен амандман за финансирање на проекти за одбележување на 120 години Илинден? Многу селективно се однесувате кон културата и кон историјата на Република Македонија. Многу селективно. И ова морав да го кажам, морав да го забележам, повторно велам, браво за прифаќањето на видоизменетиот амандман. Несомнено е дека се исто така многу значајни јубилеи 2024 година во однос на тој период од историјата на Македонија, но се чини дека оваа влада на СДСМ и на ДУИ се грижи само за тој период, а за оне претходниот не. Можеби тоа ве потсеќа на нешто друго. Толку, ви благодарам.